Најпрвен добар ден на сите и ви благодарам што, како и секогаш, на нашите пресконференции учествувате вака сите масовно, да не кажам. Почитувани медиуми, денес го објавувам 6-тиот поред годишен извештај на Народниот правобранител Национален превентивен меhanizam, во кој се прикажани состојбите од вкупно 50 спроведени посети на органите и установите каде што слободата на движење е ограничена. Посетивме 4 казнено-поправни установи, 8 полициски станици, 1 завод за социјална заштита, 1 и 37 посети на местата за задржување на бегалците. Посетите ги спроведовме ангажирајќи лица со договор за дело, финансиски поддржани од Високиот комесаријат за бегалци, затоа што, ќе повторам, Република Македонија и понатака нема национален превентивен меhanizam. За реализација на посетите ангажиравме надворешни соработници од повеќе здруженија од различни области, и тоа 2 криминолози, 4 форензичари, 1 псијатар, 2 психолози, 5 правници, 2 социјални работници и 1 медицинска сестра. За жал, ќе повторам дека и понатаму лицата на кои им е ограничена слободата на движење се сместуваат во исклучително лоши услови и се подложни на нехуман, понижувачки и нечовечки третман. Со цел, како што ви реков уште на почеток, ќе се обидам без наочари, па да видиме, со цел да се уверите во основаноста на нашата загриженост и на повеќегодишното алармирање од нашата институција кои се состојбите во овие места, одлучивме оваа пресконференција или ова објава на извештајот да го презентираме преку слики како изгледат состојбите во овие места за лишување од слобода. Ќе почнам со најголемата казнено-поправна установа, со затворот Идризово, во кој скоро половина од осуденичката популација ја издржува мерката затвор. Во моментот во Идризово има 1966 осудени лица, што е двојно повеќе од капацитетите што ги има ова установа или овој затвор. Условите не само што се далеку од предвидените стандарди, туку директно го погазуваат човечкото достоинство и јасно упатуваат на понижувачкиот, нехуманиот и деградирачкиот третман. Ќе го видите сега приемното оделение. Овие се собите во приемното оделение, каде што се сместени, каде што се сместуваат лицата кои се осудени и се примаат во установата. Ова оделение има 3 соби, 1 ходник и 1 туалет, во кои зидовите се со мувла и влага, таваните прокапуваат и прозорите се скршени. За време на посетата затекнавме 80 лица, кои спротивно на законот
се задржуваат и повеќе од 2 месеци пред да бидат префрлени во соодветните оделенија. Во ова прилика ќе обелоденам дека тие што имаат можност да плаќаат големи суми на пари, не остануваат 2 месеца. Порано се класифицираат и се преместуваат во оделенијата. Тие што немаат можност да плаќат, остануваат во овие простори. Поради пренатрупаноста, овие лица спијат на картони и душеци на самиот под, па и во ходникот. А сите користат еден туалет кој целосно е руиниран и кој истовремено се користи и за чување на приборот за јадење. Сега ќе го видите. Јас можам и од ова страна да исклучам. Со образложение, кога ги прашуваме зошто е тоа така, со образложение дека само тамо имаме вода за мијење. Поради овие катастрофални услови, итно препорачувам Министерството за правда или Управата за извршување на санкции да го затвори приемното оделение. И лицата кои се во овие простори да ги смести во други простори. Амбулантно оделение. Сега ќе ја видите. Ова руинирана зграда е амбулантното оделение во Идризово. Условите и во ова оделение не се ништо подобри, може би и полоши и од приемното оделение. И овде постои пренатрупаност, недостасуваат душеци и кревети, па болните имаат избор или да спијат на под, или на кревет со пружина без душек. Од сликите можете да се уверите во која состојба се просториите, тоалетите и ходникот во ова оделение. Хигиената е ужасна, а инсектите што можат во секое време да пренесуваат заразни болести ги има на секој чош. Затвореното оделение во Идризово. Крајно лоши состојби затекнавме и во затвореното оделение, во кои условите се под секакво ниво, има мувла, влага, нехигиена, што е само дел од тоа што ние го нарекуваме катастрофално. Храната е со лош квалитет и е недоволна, а се чува и се дистрибуира крајно на понижувачки и деградирачки начин. Можете и сами да видите каде се чува лебот, сега ќе видите, на осудените лица. Почитувани медиуми, да не се роднините да им носат храна, тие ќе останат гладни. А замислите тие што нема, кој да им носи храна во затворите. Женското оделение. Минатата година во континуитет ја информирав јавноста и алармирав за условите и состојбите во женското оделение. Денес ќе повторам дека состојбите не се подобрени, туку напротив се влошени. Во ова прилика дозволете уште еднаш да информирам и за други негативни појави кои ги утврдивме при посетите во затворите, а се поврзани со безбедносниот систем, здравствената заштита, ресоциализацијата и системот и високиот степен на корупција.
Во затворите немаме функционален безбедносен систем. Во услови во кои еден затворски стражар е приморен да обезбедува цели крила со над 120 осудени лица, се прашувам дали можеме да зборуваме за безбедносен систем. Од друга страна, сакам да ве информирам дека зачестија физичките пресметки меѓу затворениците. Овие се податоци кои сме ги добиле од управата, затоа што се изречени над 24 дисциплински казни за физички пресметки. Овие се евидентираните. А сигурно дека ги има во поголем број и тие што не се евидентирани. Загрижувачко е тоа што во затворите не функционира системот за повикување. Така да затворениците се приморени да тропаат по вратите или да викаат. Здравствениот систем, знаете дека е нефункционален. Веќе 3 години него го нема. Почитувани медиуми, сакам да информирам јавноста за сериозни појави за корупција и злоупотреба во затворите, за кои дознававме од исказите на осудените лица, а неформално ги потврдивме или ги потврдија и лицата што работат, односно службените лица. Во нашите затвори се продаваат кревети, мобилни телефони, погодности, па дури и разни видови на дрога и за се има цена. Дрогата во затворите е лесно достапна, а особено загрижува фактот што наместо третман за одвикнување, евидентен е тренд на регрутирање нови зависници на дрога. Увидувајќи ја актуелноста по однос на оваа појава, ангажиравме невропсијатар да ни спрема посебно истражување за дрогите, кое во извештајот го имате во анекс 1 и можете да го видите. За кои сегменти да зборуваме во затворите, констатираме се полоши и полоши состојби. Од сликите можете да видите сега, да ги видите и условите во кои ще се сместени лицата во Демир Капија. Но, почитувани присутни, тоа што не можете да го почувствувате е исклучително лошата миризба која освен во објектот се шири и во блискоста на специјалниот завод. Тоа, меѓу другото, поради тоа што никој за тоа не води грижа. Полициските станици во пригодите. Сликите што ќе ги видите сега се за состојбите од 3 од 8 посетени полициски станици од наша страна, и тоа Чаир, Крива Паланка и Берово. Затекнавме стари, руинирани згради и бараки кои се пред распаѓање. Само една од 8 посетени полициски станици ги исполнува минималните стандарди за задржување и распит. Се уште се користат импровизирани простории за задржување во кои при нашите посети најдовме и на недозволени средства, опасни по животот на приведените или задржаните лица. Ќе видите во една просторија, мислам дека е ова, има и кабел, со кој секако дека лицето кое е задржано може и да се само повреди. И покрај тоа што пред неколку години
препорачавме да не се користат 28 полициски станици, односно места за задржување во полициските станици во Македонија, тие продолжуваат да се користат. И покрај тоа што министерот донесе одлука, 3 од нив да не се користат, сепак и тие се користат. Во ова прилика ја повторуваме нашата препорака да не се користат просториите за задржување во кои нема услови, а тие ги има во извештајот. Сакам и за полициската станица во Берово беше. Кога изборуваме за системот за повикување, се работи за место за задржување, овие се скалите, кое се наоѓа 2 спрата под земја, во подрум, а нема систем на повикување. Препорачуваме оваа полициска станица да се, односно ова место да се затвори. Исто така, во ова извештајна година посетивме или извршивме посети на 37, односно 37 посети на местата за задржување и прифатните центри за бегалците. Децата кои го работеле извештајот, а се млади правници, кои ги плаќа Високиот комесаријат за бегалци, не се тука. Тие само пред да дојдам јас на оваа пресконференција замина за Куманово, односно за Табановце. Затоа што добивме една алармантна информација дека ноќта помеѓу 16 и 17 овој месец полицијата влегла во транзитниот центар, времениот транзитен центар во Табановце и присилно извлекол 18 мигранти, од кои 10 ги депортирал спрема Грчка, а 8 други успеале да избегат и се наоѓат во околните села. Добивме информација од невладина организација дека полицијата употребила и средства за присилба и сила. Не знаеме што се случило, но секако дека екипите се на терен, по нивното враќање јавноста ќе биде информирана. Контактиравте со полицијата, зошто го направиле тоа? Барате ли одговор од таму? Видете, нашиот начин на работа е следен. Од кога добиваме информација, се упатуваме на терен. Најбитно е да ги собереме доказите без разлика какви се тие, дали се материјални или вербални, од самото место. Така да денеска екипите ќе разговарат и со управителот на транзитниот центар, како се вика Табановце, и со другите мигранти, и секако дека после тоа ќе бараме и од Министерството за внатрешни работи. Но останува да видиме што се случило. А ова не е прв пат, ако се случило, да нашите органи присилно, без никаква процедура, протеруваат мигранти. Благодариме. Господине, немете, имам само едно прашање. Во питото рековте дека имала сте продавал дрога во затворот во Шипка, се различно тоа не го споменавте. Ме интересира бидејќи контактирав со директорот, од таму рекла дека нема такви информации, дали вие ги известите дека така? Народниот правобранител има подготвено. Јас при моето излагање во овој прес кажав неколку работи по однос на оваа исклучително лоша појава. А затоа што имате потреба од повеќе појаснување, ќе се обидам да ви објаснам. Накратко, дали вие... Не, накратко нема да ме разбирате, сепак ќе се обидам на широко да ве информирам. Се работи за следното. Народниот правобранител често пати врши посети без најава или со најава на местата
за лишување од слобода, посебно на затворите. Добивме многу лоши информации од самите затвореници, а кои информации ни беа и потврдени неформално и од службените лица во затворите. Дека се употребува дрога. Одлучивме да ангажираме експерт, доктор, невропсијатар, кој ни подготви посебно истражување за достапноста до дрогите, за начинот како зависниците се лекуваат во затворите и така натаму и така натаму. Од тоа истражување произлегуваат неколку лоши констатации по однос на тоа дека во нашите затвори има информации дека има такви појави. И наместо програми за одвикнување од дрогите, имаме информации дека се повеќе има нови зависници. Оваа наша загриженост одлучивме да ја ставиме на хартија, да ја обелодениме и да бараме од надлежните, поточно од Министерството за внатрешни работи, да влезе тамо и да ги истражува сите овие страшни појави.